Разговараме со тренерот Лјупчо Петровски клупски, влеговме во прва А лига, веднаш почна плейофот, одигравме две утакмици со силен противник, со балканскиот и македонскиот шампион. Тие неодамна го освоја и ВМБЛ лигата, ако не се лажам, нешто што е пандан на машката АБА лига. Имавте прилика да играте со посилен противник, како го видовте овој натпревар и овој плейоф? Па, како што кажа, нашата цел е остварена, влеговме во првата лига. Патот беше многу тежок, значи игравме со 7-8 играчи, девојките веќе се уморни, додека кошаркарскиот клуб на Баскет Каме и куп правак на Македонија во последните 4-5 години, сите кошаркарки се професионалки кои тренираат 2 пати на ден и покажаа и денес зошто се силни, зошто се најаки во Македонија. Значи одиграа максимално коректно. Ние одигравме во нашите можности, можеби можеме уште повеќе, меѓутоа знаете како е кога се игра у прва Б лига, па дојдеш да играш со многу посилен противник, малку респект кон противникот. И сето тоа, значи, донесе една мала трема кај девојките, меѓутоа, еве денес покажаа, дадоа и на двата утакмици, дадоа по 54-55 поена, што не е малку. Сите екипи во првата А лига губеа 40, 50, 60, 70 разлика. Ние и денес со зицерите кои што ги промашивме, сигурно 7-8, можеме да дојдеме и до 20-25 разлика, а и тие мислам дека не изиграа, значи, со голема мотивација и тие одиграа колку што е потребно да победат. И се надевам дека за наредната сезона ќе направиме уште подобра селекција. Јас себе кажувам пред делчевската јавност, значи сите кошаркарки кои што играа во првата А лига, значи ќе бидат у ростерот и за у првата Б ќе бидат во ростерот и за првата А лига. Ина Рашова и Дарина Чимева, значи да Ина Рашова игра 8 години за нас, ќе биде, ако таа самата, значи, изрази желба, дел од тимот и во наредната сезона. Може би ќе имаме 1 до 2 појачања, меѓутоа имаме од 2010 година Ана Стојменовска и Тамара Тошевска, два многу добри таленти, кои што еве и денес победивме екипата на MVP со 12 победи во М14, се истакнавме како најголеми лидери во таа категорија. Тие можат да играат, знаат да играат, значи јас сметам и на нив и се надевам дека до година ќе имаме уште посилна екипа и делчевската јавност, љубителите на кошарката во Делчево ќе можат да гледат пак добра кошарка, каде што моја цел никогаш не била да се бориме за опстанок, туку да бидеме во средината на табелата, а зошто да не да се бориме и за титулата. Јас секогаш сум оптимист.